почитувани, жалиме што мора да констатираме дека локалната власт, предводена од СДСМ и градоначалникот Заев, продолжуваат со арогантниот однос да ги иритираат граѓаните со неразумното крчмење на парите од буџетот на општината. Уште еднаш ги потсетуваме дека буџетот на општината во никој случај не треба да им биде средство за обезбедување и згрижување единствено на фирмите блиски на СДСМ. Но, како и многу пати досега, локалната власт, предводена од градоначалникот Заев, уште еднаш покажува многу умешност во трошење народни пари за партиски цели. Имено, денес ви презентираме како се трошат народните пари од страна на Заев. Според евиденцијата на Бирото за јавни набавки, општина Струмица склучила договор со Агенцијата за обезбедување Бастион ДОО за 3-месечно 24-часовно обезбедување на урбана опрема и дел од објекти во вредност од 339.840 денари. Износот од 339.840 денари или приближно 5.500 евра, фирмата Бастион, која е многу блиска до СДСМ и Заев, го заработи за само 3 месеци. За сличен договор, според Бирото за јавни набавки, фирмата Феникс џм обезбедуваше урбана опрема во период од 12 месеци за 354.000 денари. Зошто за исти договори за јавни набавки за 12 месеци се платени 354.000 денари, а само за 3 месеци се плаќаат 339.840 денари? Такви договори за обезбедување веќе станаа заштитен знак за локалната власт. Го потсетуваме Заев дека бројно стари нови комунални проекти, кои ги ветуваше со години поред, останаа нереализирани. Главната причина е недомакинското работење и трошењето на пари во нерационални проекти. Го охрабруваме градоначалникот Заев да ни одговори дали такви штетни договори за обезбедување канти за ѓубре, клупи, украсни столпчиња, тротоарски површини има склучено за неговите приватни фирми и објекти или тоа го практикува само кога тие услуги треба да се платат со парите од буџетот на општина Струмица.